Ви благодарам, председателе. Почитувана македонска јавност, со оглед на сериозноста на индициите кои ќе ги изнесам на ово претемничко прашање, ќе имам само едно и ќе биде насочено кон премиерот. Впрочем, станува збор за еден досега прилично експониран случај во јавноста, а тоа е назначувањето на директорот на Агенцијата за национална безбедност, господинот Бојан Христовски, за кој што досега имаше неколку афери во јавноста, но она што јас денес ќе го изнесам е за еден досега неоткриен аспект од неговото образование. Имено, колку што следев дискусијата, устите на СДС се запна веднаш после доставувањето на 200 и повеќе сертификати кои и тие ги доставувале, лажни се разбира, за ТОЕФЛ, и гледаме дека аферата стивнува полека. И аргументацијата на премиерот беше, колку што се сеќавам, дека па што очекувате, нормално е на таа позиција да ставиме луѓе од доверба. Јас се сложувам комплетно во таа аргументација, но тоа би било случај кога ние би биле апсолутна монархија. Бидејќи сме парламентарна демократија, има таксативно наведени услови кои што тој човек или тој директор, во конкретниот случај тоа лице, треба да ги исполнува. Според мојата педантна анализа, од 9 услови кај овој човек проблематични се дури 5. Досега, она што беше оспорувано од опозицијата беше дека според членот 10 од Агенција за национална безбедност, да биде појасно за јавноста, тоа е онаа агенција која порано ја раководеше озлогласениот Сашо Мијалков и која подоцна под влијание на Прибе и неговите препораки се раздели на две, колку што се сеќавам, значи Агенција за национална безбедност и ОТА, ова е таа првата, во случајов сега не е под МВР, туку е директно под владата. Еден од условите кои што го проблематизираа досега опозиционерите е дека нема 12 години работно искуство со 5 години на раководни позиции. Второто што се проблематизираше беше меѓународно признатиот сертификат ТОЕФЛ, кој што е набавен од Бугарија и за кој што има темплејти. Еве и вие сте универзитетски професор, знаете дека од доценти па нагоре ние треба да поставуваме токму истите овие. Јас ги имам еден од овие и тој не е тој кој е доставен. Потоа да не е член на политичка партија, лицето било со изјава вели дека не е, но тој беше председател на вашиот градски комитет, и да не е утврдено постоење судир на интереси, што исто така е проблематично, затоа што во ист ден, ако не се лажам, беше избран и за асистент на факултетот за безбедност. Она што јас сега сакам да го проблематизирам е ставот, тоест алинејата 3 од членот 10, која вели вака: да има стекнато лицето најмалку 240 кредити според ЕКТС, Европскиот кредит трансфер систем, односно 7/7 степен на образование во научните подрачја 3: општествени науки, природно-математички и техничко-технолошки науки. Од CV-то на конкретниот господин увидуваме дека тој има завршено ДИВ, тоа не спаѓа во овие, има магистрирано на безбедност, исто така не спаѓа во овие, затоа што се бараат додипломски, и како единствена диплома која што е релевантна во случајот се општествените науки од приватната високообразовна установа Универзитет за туризам и менаџмент Скопје во делот на општествени науки, односно економски науки. Во текот на вчерашниот ден до мене преку свиркач беа доставени два релевантни документи, кои што сакам да ги цитирам и каде што јас имам три основани сомневања, па еве ние како универзитетски професори би можеле сега да ги продискутираме пред да ми дадете одговор, да ве упатам, ќе се обидам да нема ништо ад хоминем, туку да биде аргументирано и врз основа на регулативата која што во моментов важи. Прво, ова е уверение со педантно, односно онака како што го бара правилникот од Министерството, и има три спорни моменти според мене. Првото, се цитира член 238 од статутот на универзитетот врз кој што е издаден. Јас го набавив статутот и статутот завршува со член 165. Тоа значи дека правниот основ по кој е издадено уверението отсуствува. Може би и техничка грешка, ќе имате прилика да ми одговорите. Вториот спорен момент е токму она што сега го зборуваше почитуваната министерка за образование, тоа е преку ноќ добиваат дипломи. Тие 240 кредити се 4 годишни студии, тоа значи секоја година по 60 кредити. Лицето во уверението стои вака: учебна година на запишување на студиите е 1 септември 2022 година,
Датум на завршување на студиите 14. август 2023 година. Значи, овој лик успеал да положи 4 години на економски факултет во неполни 11 месеци. Тоа се вклучително 38 испити, со се дипломскиот завршен труд, значи 40 скоро испити. Тоа е втората проблематичност во ова уверение. И третата е тоа што универзитетот кој што ја издава оваа диплома и ова уверение, во јануар месец 2023 година го менува името од Универзитет за туризам и менеджмент во Универзитет Скопје. Тоа значи дека во правниот промет престанува тоа правно лице и продолжува другото. Но, симптоматичното што е? Еве ги печатите кои јас успеав да ги прибавам. Значи, во јануари месец 2023 година печатот на универзитетот е Универзитет Скопје. Во август месец истата година, тоа значи 8 месеци подоцна, печатот на ова уверение е од стариот универзитет. Како може, ако престанал да постои тоа правно лице, печатот да е се уште во правен промет и сообраќај? Тоа е во однос на уверението. Сега одиме во однос на дипломата. Впрочем, дипломата е законска материја, материја легис. Членот 2 од правилникот, кој подоцна се операционализира со правилникот на Рената Десковска, вели дека темплейтот на дипломата не може кој како сака да е. Значи, јавни, приватни образовни институции даваат една иста диплома. Тоа е прилогот број 1 во правилникот, кој што министерката верувам го има, и тука има многу детали. Значи, дека големината треба да биде со колку милиметри, 420 на 297, дека треба да се печати на 125 гранска хартија заштитена со единствен воден жик и флуоресцентни влакна, во блиндрук техника и која што е дадена на темплейт. Тоа значи не може било кој универзитет да издава различни дипломи, туку тие се унифицирани. Во оваа диплома која што ја има, веројатно само името и презимето одговараат. Значи има дури, јас ги броев, дури 7 суштествени повреди кои што дипломата ги нема, а правилникот ги бара. Тоа е, прво, нема основачна високообразовна институција, затоа што се по принцип на нумерус клаузус, односно затворена таксативно наведена листа, нема решение на Министерство за образование и наука со број и датум за акредитација, нема просечна оценка со која дипломирал конкретниот кандидат, нема академски стручен степен во меѓународен промет, односно назив на англиски, нема серијски број на дипломата, нема број и датум на главна книга и, бидејќи е фотокопија, јас не гледам два печата, освен, тоест универзитетски и факултетски, освен печатот кој што е овој воден жик кој што е на средината. Значи, дури 7 од задолжителните елементи фалат во оваа диплома. Прашањето кое што е до вас, и затоа едно, е дали вие сте запознаени со овие наводи и дали ова е доволен основ да пратите просветен инспекторат да ги провери овие наводи кои што ги изнесов тука. Ви благодарам.